Благодарам, подпредседателке. Морам за жал да констатирам дека дел од репликите на колегите од власта на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи дуи нешто не се поднесува за меѓуетнички односи, молчи, беа до некаде прилично комични, морам да признам. И можеби тоа ви е пристапот во ситуација кога се нема аргумент или одговор да се обидувате со некои смешни работи, да ќе забавувате јавноста или да влезете во ситуацијата на хаос, па никој да не разбере зашто правиме муавет разговор. Затоа ќе бидам многу прецизен. И овдека, познавајќи ја структурата на нас како пратеници, класични енергетичари или постаро што се вика високострујаши, нема. Ама да ве подсетам, денеска енергијата е економска категорија. Денеска за енергијата се водат војни. Денеска во енергијата се менува политичката конфигурација во светот. И конечно, денеска не правиме муавет само за струјата, правиме разговор за се што е енергија. И кидам сегмент по сегмент. Разбирливо дека струјата е најпримамлива како дебата за сите пратеници. И ќе говорам факти. Дали вие ќе ги читате од вашиот партиски штаб доставени бројките и така натаму или ние нашите, еве ќе го земам за репер извештајот на Државниот завод за статистика. Или пак, ако сакате најелегантно, отворете ги на веб сајтот билансите на Елем, производителот на струја во Македонија, единствен. Монопол е. Затоа нас ни е неприфатливо Елем да се рекламира, сам ќе има конкуренција. Од кого? Ќе произведува или у подрум струја Димовски? Нема. Елем произведува струја. Нема на педали да врти, на динамо. Он друго прави. Ама, ајде да бидеме прецизни. Факт број 1. Од кога дојде ВМРО-ДПМНЕ на власт, производството на струја, внимавајте, производството на струја, насекаде, како сегмент, се намали, или со други зборови, падна. Во една година ве извади Господ, паднаа дождови, ништо повеќе. Ама таму каде што зависи човечкиот фактор, а тоа е рек Битола, сегде во секоја година производството се намали. Факт број 2. Во време на ВМРО-ДПМНЕ се случи да паднат сите 3 блока на рек Битола, што до тогаш не било случај. Сите 3 одеднаш. Факт број 3. Во рек Битола денеска се троши 12 пати повеќе мазут. Погодете зошто? Заради договорот со ОКТА и заради бизнисот со грчките газди. Ако во времето на раководството пред 5-6 години се трошело 1000 тони мазут годишно, видете, тоа е само за да се запали смесата, не се произведува таму струја на мазут, тоа се прави во ТЕЦ Неготино. Рек Битола е на лигнит, на јаглен, нискокалоричен, за жал. И мазутот само ја пали смесата за да има поголема експлозивност. Сега се троши 12 пати повеќе. Што се смени во меѓувреме? Јагленот? Не, исте. Исте. Се смени само раководството, дојдоа криминалци, и овој збор не го измислив јас. Погледнете дека вашето јавно обвинителство, регионално во Битола, вашата полиција во Битола, поднесе кривични пријави за милионски суми проневери на пари во рек Битола, за ваши луѓе на ВМРО-ДПМНЕ. Крстете ги детонатор, метонатор, како сакате. ВМРО членови. Затоа велиме криминалци, заради тој факт. Факт број 4. На ВМРО-ското раководство во рек Битола му се случи тоа што не му се случило, колку што мене ми е познато. Во Македонија сигурно не се случило. Ама во сличните копови, а слични има во Колубара, имаше на Косово и на други места, Трепча и така натаму, со слична опрема, и се случи да падне багерот заради неодржување од многу прозаични работи, затоа што ставите луѓе келнери за одржување, затоа што тендерите се местеа за да некој ги доби и не се дава пари во одржување. Падна багерот и имаше милионски суми евра интервенција од буџетот за да се оправи опремата. Ете тоа се случува. Има уште многу примери. Погледнете си ги, например, извештаите во рек Битола и ќе видите дека цистерните што ја перат прашината
при транспортот на јаловината меѓу останатото се прикажуваат како да возеле од Битола до Месечина и назад, само за да се зимаат пари на поминати километри. Имаше ситуација, една цистерна прикажала во фактурата дека поминала 25.000 километри за еден месец. Или не знам колку илјадници таму. Немам сега пред себе. И тие фактури ги имаат во вашата полиција во Битола, затоа измеѓу останатото се кривичните пријави. И сето ова на куп стаено значеше РЕК Битола заради неспособното раководство произведува помалку струја, тоа автоматски ја подига цената на произведениот киловат час, меѓу останатото и заради превработеност, и заради лоши тендери, и заради ова што го говорев со испадите и така натаму, и потрошениот мазут. И на крај во енергетскиот биланс, пошто Македонија не ги задоволува и во време на СДСМ, и во време на ВМРО, и така ќе биде јутре и задутре, своите енергетски потреби. И мора да увезува струја. Падна производството домашно на струја, се покачи увозот на струја. И доаѓаме до клучен момент. Бизнис. Бизнис, кој што во овој момент го водат 3 до 4 фирми, кој што со актен ташна, од канцеларија преку компјутер, во име на некој ваши, не вие како пратеници, да бидем искрени и честни до крај, на одредени луѓе, тројца, четворица се тие, околу фамилијата, набавуваат струја од Република Српска, кога интервентно од Украина, кога интервентно од Босна, од Федерацијата, и во најпотребното време ја плаќаат граѓаните најскапата струја. Ете, затоа на некој не му одговара РЕК Битола да работи добро. Бидејќи во вкупниот колач на произведена струја треба да се увезува повеќе. Провизијата е огромна. Колегите од СДСМ кажуваат екзактен податок. Прост збир на 6 години. 1.120 милиони евра купена струја. Со измените на Законот за енергетика немам ја проблем дали некоја голем потрошувач, пример Фени ли е, Макстил ли е, Балкан, кој да е, по законот може сам да си купи струја. И тоа е легитимно. Ке излезе на берза, ќе купи струја. Проблемот е што струјата за потрошувачите, а тоа се индивидуалните граѓаните, Елем не му продава доволно на Евана, за да го продаде до крај. И во таква ситуација се купува струја, при што и Елем се јавува по новиот закон како увезувач. И затоа имаме ситуација, јас за тоа говорев јавно, дека Елем во триаголникот криминален, например, во ситуација кога во еден ден, во истиот саат, 14 часот, дента, еден ден, купил струја од увоз, пазете, за 70 евра мегават. Истиот саат продал 8 мегавата на Окта за 55 евра. Па кај го има ова? Елем државнава фирма со народни пари купува од странство од Република Српска поскапа струја, а во исто време ја продава, што не смее по закон, и тој е криминал, ја продава на Окта. 8 мегават часа секој час на Окта. Зошто баш на Окта? Не ви е чудно? А иста во Окта му продава мазут у РЕК Битола. Виде мајката. И се затвара кругот на трансферите од едно до друго место. И затоа е лошо што се дадени 1.100 милиони евра за струја и се префрлени париве на македонците надвор, а не е изградена ни една цигла на нов капацитет. Со овие пари, пресметете ги, видете ги тендерите што пропаѓаат, ќе се изградеше и Чебрен, и Галиште, и Црна река, и ќе останеа пари плюс. И ќе се инвестираше во трансформација на ТЕЦ Неготино, што СДСМ го започна, изборите не дозволија 2006 година, од термоцентрала на мазут во термоцентрала на газ. И ќе имаше газ да се влечеше доле од Грција. И ќе се решеше едно сериозно парче во енергетскиот биланс. Број 2. Од гасификацијата, па вие треба да го карате Ставревски и да ги подсетувате на неговите зборови. Во Струмица, господине Славе Гошев го кажа тоа, Ставревски уште далечна до 2007. Рече само што не дошол гасов. Еве го 2012, 1 километар нема. Знаете само кај има газ? Гасификациони цевки. Таму кај што СДСМ е на власт во малкуте општини. Има во Куманово, има во Струмица.
на ниту едно друго место. Ставревски среде Струмица, се сеќавам, излезе на камера, струмичките медиуми беа нацртани тука, струмичкиве пратеници позади, тогаш беа други, начело со Силвана. Гасификацијата готова, дојде. Колеги, 1 километар нема, не, се извинам, 1 метар нема. Македонија е единствена држава во Европа, претпоставам со Косово, кој што нема ниту 1 метар од владата инвестиран гасификациона мрежа. Како алтернатива на скапиве ресурси. Се тепа државиве да ги привлечат гасоводите од Русија, од Азербејџан, од другите производители на газ. Ние немаме газ благодарение на криминалот што се прави со увозот на електрична енергија. И доаѓам до третиот сегмент, најбитниот за оваа власт. И тоа потекнува од 2000 година, од најкриминалниот договор за продажба на ОКТА. Се уште е на сила тој договор. Се уште е на сила дека Македонија мора да купува 500.000 тони мазут загарантирано од ОКТА. А знаете колку троши државава? 300.000. Максимум. 200.000 се купуваат. По 50 евра на берза е цената на мазутот и расте. Затоа што таков договор подпишаа во тоа време и Љупчо и Глујо. Ете ги кај се парите. И се уште капе дел од провизија по литар ке одредени луѓе што учествуваа во продажба на тој договор. И затоа не може да пркне Македонија. И затоа имаме нелогичности, и ви го кажував тоа кога разговаравме за енергетиката, регулаторната комисија за енергетика. Македонија е единствена држава во која што не се знае методологијата за пресметка на нафтените деривати. Не се знае, никој не ја знае. Доаѓа курирот од ОКТА, иде ке регулаторот и му вика еве цената. Не ја знаат во регулаторот. Се крие. Затоа што ОКТА ги диктира цените. И имаме ситуација на поевтина, на пониска цена на светска берза како сега, да имаме цена за литар супер 90,5. Во 2009 година 150 долара беше барел нафта, цената беше 80 денара. И ово објаснете го, никој не може да го разбере. Пониска цена на берза 90 денара бензин. Повисока цена на берза 80 денара бензин. Кај идат парите? Кој ги зима? Буџетот се полни, една работа. Джеповите се полнат, дефинитивно. И затоа имаме проблем дека Македонија, која што има енергетски, е до тој степен зависна, да не ги менаџира своите ресурсите на народот на правичен начин. Факт број 4. Македонија е единствената држава во Европа. И ќе ви го докажам тоа со факти. Предпоставам дека претеничката Лиле Поповска, како представник на така наречената Зелена партија, ќе ми го потврди тоа. Е единствена држава која што ја намали цената за загарантиран откуп на произведена обновлива енергија. Луѓето, дел од бизнисмените, започнаа да инвестираат во ветерници, започнаа да инвестираат во производство на електрична енергија преку сончеви колектори. Има загарантирана цена за откуп за мегават, за киловат од 0,47 центи. Кога биде владата дека многу ќе се произведува, многу, пак се тоа мали количини, и дека ќе им го намали билансот за увоз кај што има провизија, ги намалија одеднаш, што е недозволиво. За 2 пати ја намалија цената. И луѓето инвестираа пари, надевајќи се дека ќе им се откупуваат цените по таа цена, количините по таа цена. Читајте ги работите, маце, вашата влада ги носи. И сега останаа на полпат. Затоа шпанците уште размислуваат дали да ги прават ветерниците. Затоа луѓе што инвестира во сончеви колектори сега пиштат заради каматите што ги плаќаат према банките. Бидејќи владата двојно помалку загарантирано ќе им ја купува цената за произведена киловат или мегават, како сакате, час. Дали во евра или во центи. Конечно, колеги, овие работи ќе се отворат. Нема бегање. Денеска најголемиот корупцијски скандал што е тресе Србија е Колубара. Рек Битола е на ранг на Колубара. Тоа што се случува во Рек Битола, но и во другите производствени капацитети и со струјата, ќе се отвори. Тоа сега во овој момент се занимава јавното обвинителство во Србија. Како што Хрватска се занимава со Фими Медија, алијас нашата република во Македонија. И овие работи не може да се сокријат. Некој мисли дека струјата никој не ја гледа, бидејќи таа е нешто абстрактно. Не, многу конкретно е
и ќе се отворат овие работи за кои што денеска сакаме преку овие заклучоци да помогнеме да се излезе од оваа катастрофална ситуација.